Дојдовте, ова се урбаните вести на Прва Скопска. Медот кој може да се купи од продавници, патишта или пазари е неквалитетен и содржи шеќерен, сируп, адитиви и боја. Затоа пчеларите предупредуваат граѓаните да внимаваат од каде купуваат мед и препорачуваат да се купува од познати домашни производители. За ова повеќе подолу во вестите. А сега следува генералната најава. Водовод ќе поставува GPS локатори за утврдување на точна локација на дефекти. Шприцови игли, наместо директно во дрисла, завршуваат во контејнерите за комунален отпад. Во Скопје интензивно се гради, а цената на становите се очекува да се зголеми. Рекорден број кандидатки ќе трчаат во недела на авицена женска трка. Јавното предпријатие Водовод и канализација ќе поставува GPS локатори кои ќе овозможат прецизно лоцирање на дефекти и пукнати водоводни цевки, со што ќе се намали непотребното раскопување на улиците. Од друга страна, бенефит ќе имаат и корисниците, благодарение на мобилната апликација која ќе им овозможи добивање на информации за прекин во водоснабдувањето. Многу наскоро скопските улици ќе се спасат од постојаното прекопување, како резултат на пукната водоводна цевка, благодарение на новиот GPS систем, чија што инсталација почнува наскоро. Системот ќе има двоен бенефит, како за предпријатието, така и за самите корисници. Имено, ако досега улиците се раскопуваа во радиус од најмалку 5 метри во обид да се лоцира дефектот на водоводната цевка, во иднина со помош на GPS локаторите ќе се овозможи утврдување на точната локација на дефектот. Од друга страна, покрај бенефитот за работата на предпријатието и корисниците ќе имаат бенефит од поставувањето на овие маркери, односно во насока на дигитализација, преку мобилната апликација за комуникација со крајни корисници, која е во фаза на тестирање. Од Водовод најавуваат овозможување на геолокациско известување за најавени прекини во водоснабдувањето, што значи мобилната апликација ќе им овозможи на граѓаните во случај на дефект по дојава од дежурниот информатички систем да добијат порака за прекин во водоснабдувањето. Тоа, како што велат од предпријатието, ќе придонесе што помалку корисници на водовод и канализација да останат без вода во случај на дефект. За таа цел дополнително се ангажира службата за откривање на дефекти, која ќе биде носител на оваа апликација, а како главен извор на информации ќе бидат 18 пункта кои се распоредени на целата територија на град Скопје. Дополнително, Водовод започна и со системска замена на дотраени затварачи, кои представуваат еден од основните носители на водоводната мрежа, како и на целиот водоснабдителен систем. Со тоа се овозможува осовременување на веќе постоечката мрежа и доведување на системот во стабилна, оптимална состојба. Како што информираат од предпријатието, оваа акција нема да представува никакво финансиско оптеретување за корисниците. Екопатрулата на терен низ скопските населби ги едуцира граѓаните за правилно фрлање отпад, иако немаат ингеренции да казнуваат, доколку забележат поголем прекршок, доставуваат записник до МВР, пошто прекршителот одговара според законот. Екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена, задолжени за собирање на отпадот од контејнерите, секојдневно се свидоци на непримерното однесување на скопјани. Во контејнерите наменети за комунален отпад речиси секојдневно наоѓаат предмети на кои не им е местото во контејнерите. Шприцовите и иглите, иако со закон е предвидено директно од ординација да се носат во дрисла, многу често се фрлаат во најблискиот контејнер, а уште поредовно во контејнерите завршува и градежниот отпад, кој со самото депонирање ги уништува како садовите за отпад, така и возилата за собирање на отпадот. Токму со цел едукација на граѓаните за правилно фрлање на отпадот, секојдневно на терен е присутна екопатрулата. Во скопските општини Аеродром и Кисела Вода, граѓаните беа едуцирани дека законот за јавна чистота забранува градежниот и кабастиот отпад да се одлага на јавните површини или во контејнерите и информирани дека јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје им овозможува електронската, електричната опрема и застарениот мебел да го депонираат во центрите за селекција на отпадот во Карпош и во Вардариште, без при тоа да платат паричен надоместок или пак да ги користат акциите за собирање на кабаст отпад кои редовно се одвиваат во скопските општини. Денеска и утре, токму ваква акција за собирање на кабаст отпад се одвива на територијата на општина Кисела Вода.
Како што информираат од комунална хигиена, со цел превентивно действување на прагот од пролетната сезона. Екопатролата се сретнала и со собствениците и вработените во угостителските објекти на кеот 13 ноември, со кои што било разговарано за правилното третирање на отпадот од храна и елимирањето на истедоците, кои што создаваат непријатна миризба околу садовите и можност за зарази. Поголем проблем представува и фрлањето на неизгаснатиот жар од скарата на угостителските објекти во контейнерите, кој потоа предизвикува опожарување на истите. Портпаролката на јавното претпријатие Комунална хигиена Ана Марија Брангјолица нагласи дека екопатролата нема ингеренции да казнува, но доколку забележат поголем прекршок, доставуваат записник до МВР, пошто прекршителот одговара според законот. Главниот град постојано се проширува, постојано се градат нови згради, а најголема побарувачка настанови има во општините Центар, Карпош, Аеродром. Но како што најавуваат надлежните во наредниот период, се очекува изголемување на цената за метар квадратен. Понудата на станови во Скопје ја надминува побарувачката и тоа за двојно, односно има повеќе од 5000 непродадени станови, а се градат двојно повеќе. Според податоците, најголема побарувачка на станови има во општините Центар, Карпош и Аеродром, каде цената на метар квадратен е околу 1200 евра. Во другите градови становите се продаваат по пониски цени за метар квадратен. Например, во Крива Паланка можете да купите стан од 500 евра за метар квадратен, додека во Кавадарци цената на становите се движи околу 850 евра за метар квадратен. Според едно истражување за период од 5 години, 7613 граѓани кои претходно живееле во општина надвор од рамките на град Скопје се преселиле во една од 10 општини која припаѓа на градот. При тоа, најголем број или 1483 граѓани се доселиле во општина Аеродром. По нив следуваат 1198 граѓани кои се населиле во општина Карпош, а 1135 во општина Киселавода. Најнеатрактивна општина за жителите кои доаѓаат надвор од Скопје е општина Шуто Ризари, каде се доселиле само 129 граѓани. Експертите најчесто кажуваат дека Скопје е град проектиран за население до 350.000 жители, дека нема и инфраструктура да одговори на големиот број жители и забрзаното градење. Например, во моментов во главниот град е почната изградбата на деловно стамбениот комплекс Eastgate, кој ќе се простира на површина од 125.000 метри квадратни. Во Карпош неодамна едногласно Советот го усвои детално урбанистичкиот план за градска четврт кој опфаќа дел од касарната Илинден. До старата железничка станица се гради деловно стамбен комплекс на вкупна површина од 325.000 метри квадратни, а во Аеродром на повеќе локации се градат големи стамбени блокови. Според најавите, во наредниот период се очекува да се зголеми повеќе вредноста на становите во Скопје. Ако се направи споредба во другите држави, веќе е покачена цената, па по квадрат за стан или деловен простор во Софија, Букурешт и Будимпешта пред 10 години чинеше од 800 до 1000 евра, а сега чини од 2500 до 3000 евра. Тоа се очекува да се случи и во нашата држава. Искршени фонтани и детски реквизити во Киселавода, кога ќе бидат заменети со нови. Повеќе општини утре без струја. Ексклузивно во урбаните вести зборуваме за препознавање на квалитетен мед. На 31 март в недела од фонтаната Лотос во Скопје започнува 7-та вицина женска трка. За овогодинишната трка пријавени се повеќе од 2000 надпреварувачки, а должината на патеката оваа година е зголемена, што значи надпреварувачките ќе трчаат 3 километри. Се ближи стартот на 7-то издание на вицина женска трка. Годинава Сојузот на спортови на град Скопје во рамките на Визер Скопски маратон го избра 31 март како идеален датум за реализација на трката. Стартната точка е кај фонтаната Лотос на булеварот Илинден во Скопје со почеток во 9 часот и 30 минути. Новост годинава е дополнителниот километар кој е додаден на трката и со тоа таа за прв пат ќе биде во должина од 3 километри. Имајќи во предвид дека
дека трката е еден ден пред денот на шегата, организаторите ги повикуваат сите да дојдат и да се забавуваат со маски. Како и претходните години, така и годинава. Трката има надпреварувачки карактер, со тоа што на трите најдобри тркачки во генерален пласман и најдобрите 3 во 7 старосни категории ќе им бидат доделени медали и вредни награди, вели Гордана Николовска од Сојузот на спортови на град Скопје. Со гордост би истакнал дека бележиме рекорден број на пријавени кандидатки на трката. Пред завршување на последниот круг пријавувања се струши рекордот од над 2000 надпреварувачки. Кандидатките кои се пријавија пред 28 февруари преку купување на Драйфит маичка донираа по 100 денари за помош на Снежана Караджовска заради остварување на незината желба за повторно да прооди. Оние кои нема да се надпреваруваат или пак сакаат да помогнат со донација, тоа ќе може да го направат со отворени донации во кутии на 31 март, рече Кире Синадиновски, директор на Визер Скопскиот маратон. Трката е во организација на Сојузот на спортови на град Скопје, а под покровителство на град Скопје и Агенцијата за млади и спорт, како дел од промотивните трки на Визер Скопски маратон 2019. Искршени фонтани и реквизити на детските игралишта е секојдневна слика од нашето секојдневие. Со затоплувањето на времето, граѓаните се почесто излегуваат од своите домови и се жалат на несоодветните услови за рекреација на децата. Убавото време ги наполни детските паркови и игралишта, кои за жал на многу локации во Скопје се искршени и опасни за употреба. Многу често може да се забележат искршени лизгалки, лулашки и клацкалки. Со цел обезбедување на соодветни услови за престој на децата, дел од општините започнаа проект за обнова на детските игралишта. До сега се реконструирани неколку игралишта во општина Киселавода, а во дел од нив покрај санацијата на постоечките реквизити поставена е нова урбана опрема и нови лулашки за деца. Во моментов во тек се активности за фарбање на реквизитите на детското игралиште и урбаната опрема до Средното економско правно училиште Васил Антевски Дрен. Од општината најавуваат целосна обнова на сите детски и спортски игралишта и апелираат до граѓаните за одговорно однесување, за зачувување на урбаната опрема и умилените игралишта на најмладите. Но не само детските реквизити, во лоша состојба се и чешмите и фонтаните низ општината. Од општина Киселавода велат дека тоа е резултат на несовесното однесување на некои граѓани, кои покрај сите апели и засилените инспекциски контроли, постојано ги вандализираат и уништуваат. Од општината информираат дека во тек е акција за нивна темелна репарација, пошто ќе бидат пуштени во употреба. Првите чешми и фонтани во употреба ќе бидат пуштени уште утре, додека останатите во текот на наредните денови, информира за Прва Скопска портпаролот на општина Киселавода Јанко Бацарија. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека заради технички зафати во дистрибутивната електромрежа без електрична енергија утре ќе останат корисниците од повеќе општини. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје информира дека заради технички зафати во дистрибутивната електромрежа без електрична енергија утре ќе останат корисниците од повеќе општини. Во периодот од 8:30 до 9 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од дел од објектот број 28 на булевар Митрополит Теодосије Логанов во општина Центар. Во периодот од 8:30 до 15 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од улицата 519 во населба Керамидница во општина Газибаба. Во периодот од 9 до 14 часот без струја ќе бидат корисниците од дел од селото Кучевиште во општина Чучер Сандева. Во периодот од 9 до 15 часот струја ќе нема на улиците 1, 4 и 7 во село Батинци во општина Студеничани. Во периодот од 10 до 14 часот без струја ќе бидат корисниците од дел од село Горно Лисиче во општина Аеродром. И во периодот од 9 до 11 часот без струја ќе бидат корисниците од дел од село Бардовци, поточно околу основното училиште и влезот во селото во општина Карпаш. Медот кој може да се купи од продавници, патишта или пак пазари е неквалитетен и содржи шеќерен сируп, адитиви и боја. Затоа пчеларите предупредуваат граѓаните да внимаваат од каде купуваат мед и препорачуваат да се купува од познати домашни производители. На оваа тема колешката Андријана Стојчевски разговараше со Ванчо Петковски. Во продолжение да го погледнеме разговорот кој е снимен во студиото на Прва Скопска.
Кога станува збор за медот, граѓаните многу ретко можат да препознаат квалитетен мед, но затоа искусните пчелари тоа многу добро го знаат и да го препознаат. Па затоа денеска во студиото на Прва Скопска разговараме со господинот Ванчо Петковски, кој 38 години се занимава со пчеларство. Господине Ванчо, добре дојдовте во студиото на Прва Скопска и благодарам што прифативте да разговараме токму на оваа тема. Благодарам за поканата. Се радувам што можам да кажам нешто на овој аудиториум. Го ценам тоа. Ке разговараме за медот, па еве би можеле да ни кажете некои карактеристични својства за медот. Медот е посебна субстанца и мора да го утврдиме како поим, онака како што е утврдено во цивилизациите кои што добро го анализирале медот како таков. Медот е субстанца која што мора да помине низ пчелата, односно производ на растенијата, ама пчелата го собира, го преработува, доработува, додава своји елементи, го легерира и како таков е мед. Пред тоа тоа е нектар, односно хемиски, тоа се разни видови на прости и сложени шекери кои што се наоѓаат во природата. Најчесто тоа се производ на растенијата, кој што во познатата така наречена фотосинтеза, со помош на светлосните зраци, односно фреквенцијата нивна, водата, јагленородниот диоксид и хлорофилот што го имаат растенијата, се создава така наречената најпознатиот шекер гликоза. Гликозата како основа на живиот свет. Затоа медот покрај гликозата собира и други посложени шекери, па и прости, меѓутоа основно да ги спомнеме само тие прости шекери кои што се наоѓаат во медот, затоа што тие организмот полесно ги прима, а тоа се гликозата, фруктозата, потоа малтозата и маноза, еден посебен шекер кој што го лачат исклучиво само растенијата и тоа го лачат во форма на симбиоза со други инсекти. Може да го кажеме тоа е оној посебен црн мед и ние македонците, односно на Балканот, употребуваме ние веќе друг термин непознат за медликовец, а треба да се навикнеме да го викаме маноза, односно манов мед, затоа што составот на тој шекер имаме убаво име, ние во Македонија знаеме да кажеме во планината падна мана и во Бугарија да кажеме во други држави исто така се вика маноза и дури на англиски се вика маноза медот. А ние овде го викаме медликовец или шумски мед. Не, тој има прав македонски назив и се вика мана. Значи, покрај овие медови има и разни видови други медови кои што пчелите ги собираат од цветовите. Значи, со појава на цветниците пред 80 милиони години се појавиле разните видови на цветови кои што ги привлекле при опрашувањето и нектарат. Има посебни клетки кои што нектарат, тој нектар пчелите го собираат и основно во анатомијата мора да сватиме дека пчелата покрај устата има една медна вољка. Значи таа пред да премине во органите на цревата и да се разнесе, има медна вољка. Во таа медна вољка пчелата додава ензими, најчесто инвертаза, покасно може и некои други елементи, најчесто од млеч или остатоци од аминокиселини, кои што пчелата си ги разнесува по своите соматски клетки. Меѓутоа, мора за медот да го зборуваме да кажеме дека пчелата нема ни вени, ни артерии, нема портаја како кај човекот од цревата да се оди, па да се разнесе, нема вени. Значи, директно овие елементи што ги содржи медот, а се мисли на околу 180 утврдени елементи, кај пчелата оди директно во соматските клетки само под притисок. Пчелата има срце, меѓутоа има продолжено срце со неколку комори, кои што секоја предкомора е комора на претходната, има залистоци, ама ово отворени ости или каверни, каде што од утробата се пренесува до соматските клетки хранливата материја. Човекот кога ја зима оваа храна, замислете, ја зима директно на мембраната, на било која клетка. Така пчелата се храни. Така пчелата добива енергија од природата. Животно, кое што еволуцијата го развила до тој степен,
да има вакви органи да ја користи елементарни субстанции од природата. Видите какви решенија во природата има. Ова е предизвик за секој интелектуалец, па посебно и за пчелар да се занимава со ова. И не може да не се занимава со биологија и физиологија ако се бави со оваа гранка. Еве вака малце да почнеме за увод за медот да кажем. Инаку медот кажавме дека покрај овие шеќери има и други утврдени од Токин, еден научник ги утврдил сите фитопрепарати, фитонциди како природни антибиотици во медот. Значи утврдени се тие и дадени се во литературата. Објаснети се. Тие се во разни форми, во вид на соли, во вид на ние ги чувствуваме како луто, како кисело, како горко, како кристали, како етери посебни. Потоа ги чувствуваме во форма на кетони, на испарувачи, кои што долго време ги чувствуваме во околината. Така да медот и при препознавањето мора да го има оној мирис, оној амбиент да го исполнува со некакви етерични масла или елементи кои што ги содржи од природата. Не може мед да биде да не мириса никако или да едноставно да кажеме пластичен. Значи тоа е само сахарозата. Сахарозата како сложен шеќер при разлагање на гликоза и фруктоза, таа не мириса. Не може да има никаков мирис. И основно, на пазари, кој ќе видиме, ние гледаме тегла, разложена сахароза и ја гледаме како да свети во незе нешто. Зошто? Затоа што можноста на овие шеќери имаат можност за поларизирана светлина да ја отклонуваат. Едната ја отклонува во десно гликозата, фруктозата во лево, ама растворена како сахароза ја отклонува исто во десно. Додека медот, ако е растворен, ако е одделена, значи, тогаш она се одвојува, светлината се одвојува во лево. Основно, значи, при купување, при продажба, освен вкус, да кажеме, ние може да го препознаеме медот на пазар, како да има во него, најпластично речено, некоја сијалица да свети и тој како да цалка, би се рекло, како да блешти. Прва индикација на тоа дека тој мед не е во ред. Инаку, може да зборуваме ние за квалитет на мед, меѓутоа мора да се пофалиме дека Македонија неодамна купи и доби, се опреми, дали со така наречен хроматограф, и тоа воден хроматограф, тоа е индикатор на молекулите, на составот на било која субстанца, како што слушнав на други медиуми, дека тој е исклучиво за мед и за чоколадо. Значи, Македонија, за да може да извезува, сега ние пчеларите, ќе добиеме сертификат, како што не е обеќано, дека ги исполнува условите на анализа на медот, кои што ќе се ценат во било која држава од Европската Унија. Значи, ова беше лек до сега да не ни ги враќаат производите ние што можевме да ги извезуваме. Например, јас извезов мед порано и во Австралија дури. И во други држави ние извезуваме помалце мед и во соседството. Меѓутоа, секојаш се плашиме дека нешто ќе најдат некој остаток, односно ќе речат дека оваа постапка на анализа не е доволна. Инаку, оваа хроматографија утврдува и, како што разбрав од професорот, и поленска анализа. Значи, мора овој мед да има и поленови зрна од амбиентот. Ние во Македонија имаме... Македонија нема море, ама има мноштво на билки. Сите билки цветаат и тој мед паѓа, ние го губиме. Замислите, секоја година ние тоа да го собираме. Па тоа е како да имаме море, тоа е богатство. Пчелите како животинки и ние како луѓе кои што се занимаваме со пчелар, мора да бидеме подпомогнати. Мора да разбереме дека во светот сега во момент се води голема битка за опстанок на пчелите. Зошто? Затоа што не само 70% што создаваат храна и приход од храната зависат, посебно растенијата, посебно организми кои што не ги опрашуваат други инсекти и посебно што другите инсекти веќе изумреле. Во покрајината Сечуан во Кина, што е поголема од поранешна Југославија, нема инсекти. Таму со пердушка ги опрашуваат јаболките и крушките кинезите. Зар така треба да се доведеме и ние? Затоа бараме заштита на државата и во овој правец.
Добре, дали би можеле по-конкретно за граѓаните кога ќе отидат да купат од некаде мед, што ќе им препорачате? Како да го препознаат дали медот што сакаат да го купат е квалитетен и хранлив, природен или не? Денес индустриите, посебно кондиторската индустрија и обработката на шеќери, стаса до тој степен да разлагањето на сахарозата, односно правење на слични производи на мед, е масовна. Затоа и луѓето може да бидат во обмана при купувањето и избор на мед. Мој совет е прво да купуваат производ од својот крај, кој што го препознаваат искуствено, го препознаваат по боја, по вкус. И второ, најбитно, моje мислење, дека треба да го препознаваат купецот, продавачот. Значи, се купува од познат продавач. Зошто? Затоа што треба да имате во него доверба, он сигурно дека ќе ви даде изјава дека е неговиот чист, дека е здрав, дека е надвор од животна средина, во убави услови и така натака, а вие ќе знаете од вашето искуство и бисте го одбрале правиот вистински мед према мене во овие услови. Ако некој ви го фали дека негде се наоѓа на некое место, па тамо, вие не можете да имате доказ ако не го познавате. Тоа веќе и трговијата успева да биде вешта, да ги убеди. Дали може да ни кажете ви исто така накратко генерален впечаток од изминатата пчеларска сезона? Каков беше воопшто исходот? Видете, во поново време се случуваат не само заради климатските промени, заради појавата на разни видови на болести, посебно на габи. Габите во овој период земаа голем замах. Сите производи што се наоѓаат се скоро нападнати, посебно кај што има се нападнати од габи. Ако цената на јаболката падне и паднати јаболките не се собираат, пчелите се вртат околу сите овие производи земјоделски, покушаваат тие шеќери да ги внесат во кошниците, ама тамо се наоѓаат од групата на аспергија една негра, црна, една габа, која што е страшно лоша. И моje мислење е дека тоа направи помор и кај пчелите. Значи, не е само што е штетна кај луѓето, него има последици и кај пчелите, затоа пчелите минатата година има големи проблеми, не само заради топлината, не само заради спржувањето на тие клетки кои што нектарат кај цветовите на растенијата, туку и заради вкупната состојба на појава на разни видови на болести. Минатата година беше многу лоша и луѓето поминаа пак тука околу нашиот просек 15 килограми по кошница. Во некои краишта, дури онаа мана што ја зборував, каде што растенијата требаше да ја создадат во Охридско, Песпанскиот регион, потоа исто така и во Беровскиот крај, ја немаше, имаше во одредени региони, тамо се појави, ја има, меѓутоа доста малку, таа е тој темен мед со посебна арома, коштан од веќе повеќе подолго време, не меди. Зошто? Затоа што исто тој цвета негде во средина на летото, после 1 јули, од 1 до 15, зависи географската висина, 1 до 15 јули, исто и тој имаше проблем во медењето. Значи, медењето, односно пчеларството, како гранка доаѓа и медењето доаѓа во многу голема криза. Мора ние да размислиме за климатските промени, мора ние да направиме нешто. Посебно ова би сакал, што вашата емисија е скопска, би апелирал за употреба на препарати против комарци и прскањето со авиони. Би ве замолил, ако може да се замени, да се субституира со рипчиња мали кои што се хранат, природни, да направиме природни непријатели на комарецот. Со ларвите, овие рипчиња, каублери, мали, се ранат исклучиво со ларви на комарци и ако би се порибиле сите бари и заставини, би се сигурно намалило оваа наезда на комарци. И би апелирал, ако може, да се употребува ноќе или навечер да се употребува, не преку денот. И со помала каренца, значи, да може отровот да се разградува, да не има последици после 2 или 3 дена. Зошто и во Скопската околина има пчелари. Сега, имаме ли ние услови за профитабилно пчеларство? Ова е многу тешко прашање да ви кажам, меѓутоа само медот не е производ во пчеларството. Среќа што пчелата има палета на производи со кои што може да се дополнува буџетот.
Еве да кажеме, само да спомнеме, прополисот, млечот, поленот, пергата, восокот и други, па и роеви, живи матици и така натака, се производи на палета на можност за приход на пчеларот. Значи, ако не даде медот, мора да се направи техника за производство на млечо. Млечот е богатство на аминокиселини. Сите есенцијални киселини, аминокиселини, се во млечот. Млечот е субстанција која што затоа велиме дека поише има принципи и правила, нема закономерности утврдени многу. Затоа што науката све што гледате веќе прифаќа од ова интересно живот. Ако е така мало, од авиоиндустријата до биохемијата. Скоро е многу интересно животно и затоа е провокација да се занимава човек со пчеларство. Многу е, па и дека не биде профитабилно, би се занимавал со пчеларство. Убаво е човек кога има искрено чувство на исполнетост кој ќе се врати после некој мал успех со пчелите. Пчелите се така, нели, специфични животинки што треба со љубов да се гледаат и не може било кој да се занимава со пчеларство. Така е, има многу чудесија, да кажам, ја го викам инсектот чудесија од инсект, зашто ние знаеме имаме 5 чула или 6, да кажеме, со интелектот, а не знаеме колку чула има пчелата. Пчелата има едни влакненца на целото тело, дури на крилото, и кои реагираат на електромагнетни таласи, реагираат на светлосни фотони, реагираат на топлина, затоа што топлината не е ништо него промена, не е тоа течност пред Њутон која што се движи низ материјата, него се промена на молекулите кои што ја дигаат таа температура. Пчелата ја чувствува, го чувствува медот. Медот, извинете, кај пчелата морам да кажам, не е храна. Медот е резерва на топлина. Они го греат медот, а медот како маса густа, со своја густина, го грее пчелното семејство. Медот не е резерва на храна. Она јаде месечно 100 до 200 грама во декември и јануар. Незе и е потребно покасно, ама во текот на зимата медот, видите какво суштество, си направило радиатор. Морам така да се изразам, за да ме свати аудиториумот. Еве, тоа е чудесија од животно, за кое што секогаш човекот ќе најде провокација нешто да прочита. Така. Ова тема е навистина обширна, навистина има многу, премногу да се зборува. И треба да зборува. зборуваме и друг пат. Да, ќе се договориме секако, ќе направиме уште еден разговор, еве поконкретно за пчелите, нели вие да ни објасните. За сега ви благодарам што бевте со нас и што прифативте еве да разговараме на оваа тема и да ги упатиме со еден начин гледачите, нели како да го препознаат квалитетниот мед. Ви благодарам. Благодарам. Почитувани гледачи, ние одиме понатаму. Во наредните денови ќе преовладува стабилно време со мала до умерена облачност. До недела ќе дува умерен по време на засилен северен ветер. Утре и в сабота утринските температури наместа ќе се спуштат и под нулата, а дневните ќе бидат во пораст. Утре не очекува слично време на денешното со температура до 17 степен. В сабота температурата ќе се движи од 2 до 18 степени, в недела од 2 до 20 и во понеделник од 4 до 21 степен. Информацијата за времето беше и последната подготвена содржина за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам што не следавте. Довидување.